Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва е така наречената емисија во емисија, рекапитулацијата на местот со професорот Жидас Даскаловски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, Драган. И со надворешно политичкиот експерт Раби Седрак, директор на институт, што јас никогаш нема да запамтам како се вика. Добро вечер, Раби. Институтот е... Институтот, ја заборавив, за меѓународна стратегиска и безбедносни студии. Така. За почеток само да кажам две работи што мене лично ми лежат. Едната е да изразам жалење уште еднашка за онаа констатација која што беше изнесена вчера во емисијата со гостинот Љубомир Гајдов. Едноставно не може да согласам со такви квалификации какви што беа искажени. Мислам дека еден народ, еден дел од народ намерно и свесно може да размислува да ги воспитува децата за насилство. Велам, тоа не се сообразува со мојот цветоглед и апсолутно го отфрлам. Верувам дека и гостинот што го кажа тоа не го мислеше на таков начин, меѓутоа еве сметам за должност да изразам жалење уште еднашка. Втората работа што сакам да ја кажам е поврзана со судењето за случајот со она ужасно самоубиство на една жена и едно девојче кои што биле малтретирани од сопругот, односно таткото. Правдата мора да дојде до своето, се разбира. Сите медиуми прилично гласно ги следат случувањата поврзани со овој трагичен случај. Јасно ми е дека јавноста сака да знае што повеќе детали, но не да заборавиме девојче од 6 години го загуби животот трагично и навистина мислам дека е претерано и за мене и дегутантно кога толку многу се оправаат разни детали кои што имаат некаква врска, меѓутоа се потполно непотребни да се слушаат за љубовни врски, за релации, за разни шпекулации, за дроги и така натаму. Едноставно мислам дека во најмала рака на семејството на починатите им треба, ако е возможно, сочувство од сите нас и да го најдат својот мир доколку е можно со текот на времето, а не и понатаму да се шири оваа приказна. Според мене доволно е кога ќе излезат доказите што ќе ги изнесе обвинителството да дојде до пресуда која што се надеваме ќе биде задоволителна и да ги оставиме луѓето, велам семејството, роднините, пријателите на мира и починатите да почиваат во мир. Толку околу тоа. Нема да зборуваме со Раби и со Жидас на таа тема. Овој месец навистина изобилуваше со настани, меѓутоа и денеска се случуваат настани кои што се тоа како интересни, па да почнеме од нив. Професоре Даскаловски, премиерот денеска изјави дека би требало повторно да се разгледаат, да се отворат случаите поврзани со 27 април. Повторно треба да се провери се она што го правеше СЈО и тие нивни фамозни бонуси и додатоци. Многу работи останаа некако нејасни, недовршени. Имаме општ впечаток, ќе речам, дека оваа работа навистина мора да дојде до својот логичен крај. И кога веќе премиерот се заложува за таква работа, дали сметате дека тоа е правилниот начин? Па сега премиерот можеби и не мора да коментира што се случува во обвинителството и какви случаи треба или не треба да се отворат, затворат и така натаму. Меѓутоа јасно е, на јавноста е јасно дека доста од тие процеси и од тие случаи беа на некој начин процесуирани со еден вид на неправда. Печатокот барем е таков, се разбира имало и веројатно има случаи каде што правилно се осудени луѓе. Но генерално земено од оној пуч од 2016-17 година што ни се случи, многу од судските процеси се косеа со здравиот разум. Впрочем и според мене сите процеси против Никола Груевски се косеа со здравиот разум и тој беше неправедно осуден за случајот со Мерцедесот и така натаму. Значи, генерално треба да се гледаат работите. Се што е сработено се става по знак прашање заради оние работи што ние ги дознавме понатаму во политичката историја на Македонија. Дека СЈО било користено за политички притисок, политичко елиминирање на непријателот за едноставно збогатување на тие обвинители со баснословни хонорари и
привилегии, што нели на секој начин го става под сомнеж нивното правично работење. Да. Истовремено беше кажано и нешто друго од премиерот Мицкоски денеска, имено дека во врска со односот со Бугарија, со проблемот што го имаме со нив, Раби дефинитивно оваа влада нема намера да прави понатаму компромиси на своја штета. Беше прилично експлицитно кажано дека веќе ни еден сантим нема да се попушта. Рече премиерот, ако е потребно, ќе чекаме и некоја нова генерација да го направи тоа што ќе дојде време да го направи, односно да се влезе во Европската унија под нови околности, во нови услови, а не под условување од источниот сосед. Ако треба и некоја по неа, едноставно порака дека не можеме повеќе да одстапуваме и едноставно бугарите не може да влезат во уставот се додека не бидеме на чисто, дека тоа ќе биде последниот услов и додека македонците во Бугарија не ги добијат своите елементарни права. И виде вака, тука дефинитивно ја се согласувам со ова, секогаш ние сме збореле дека кога стана збор за ставање, наметнување, додадење на бугарите во устав, што може да бидат последиците на тоа. И тоа треба, мислам дека гледачи треба да разберат, тоа не е задачка на премиерот да излезе секој ден да се оправдува зошто се кажал вака или се кажал така. Се има професионалци и експерти што мислат на тоа. Има и еве како вакви емисии, како други, каде може да се објаснува што има опасност од тоа и мислам вреди да се спомнува тоа. Значи има опасности што се на краткорочно, на среднорочно и на долгорочно. Овој случај треба да гледаме ние каде се случува во другите држави, за да може да правиме некоја паралела, да правиме некоја споредба. Ова се случи во Израел, ова се случи во Либан, ова се случи у Сирија. И сега, ова почнува, ако ние денеска ги ставиме во устав, тоа ќе почна утре. Ако, например, еве, бугарите се во устав веќе. Утре почна да кажува, а тука имаш говор на омраза или говор против малцинства во државата. Малцинства во државата наредната година барат да имат еве повеќе ова, барат да имат повеќе тоа, барат да имат театар за нив, барат да имат активности за нив. Ова може да звучи или да се гледа дека добро, окей, нормално како и другите малцинства во било која држава. Ама ова еден ден може да завршува кога ќе некој во историјата, во минатото, што има направено нешто лошо, злосторство, Добро. против, например, македонците, да стане еден ден национален херој. Тука ти е проблемот. Тоа нема да се случи во мандатот на влад. Тоа што не се проценува убаво. Тоа нема да се случи после 3 години. Тоа ќе се случи после 15 години. Но останува отворена можност. Етапно се случува. И ќе се случи после 10 години, 12-15 години, да може да некој лик што не беше во ред на страна на македонците, например, тој да стане национален херој и да има ден, слободен ден, да го празнуваат луѓето. Како ќе биде чувството после? Дали некој размислува за ова? Или само еден аспект, интересен, морам да признам. Ова се случи во најмалку 3 други држави. И треба да се гледат овие споредба, а не само да се критикува вакво. Така да дефинитивно јас поддржувам таа идејата да нема компромис во тој аспект се додека не стоиме на солидна земја, во смисол да знаеме како ќе биде понатаму. Дали вреди да го правам тој компромис или не вреди. Еве видовме со името што се случи. Така е, го сменивме името, некако се протуркавме во НАТО, меѓутоа за Европската унија тоа не значеше ништо. И сега, а фактот дека овој не се согласувани со Македонија и Бугарија во врска со уставот и со ова, нема никаква врска со нашиот процес во евроинтеграција или во самиот. Нема, меѓутоа Бугарија успеа да го наметне таму. Ама сега како ќе гарантирам дека задутре или после 5 години да не се случи нешто слично. Еве, ќе го правам, ќе го ставам во устав. Па после тоа ќе има друго. Они знаете како прават, како нати го дај ми го. Ако денеска е тоа сега Бугарија го прави, после Бугарија ќе се договори со друга земја, на пример, кога ќе завршиме со оваа фаза со Бугарија, ќе ти дојде Словенија, утре ќе измислува нешто, ќе ти каже чекај малце. И ние сега имаме некаков спор. Сега не може вака, треба да биде дефинирано ова, треба да се знае кај е крајот на ова. Е тоа што сака да кажува премиерот. Кој ќе види крајот како е, ќе се прави тоа некоја структура и ќе се стигнеме до компромис. Ама вака така на слепо не оди. Професоре, интересно, денеска СДСМ реагира со најава, веројатно
апропо изјавите на премиерот и воопшто политиката на оваа влада, па вели се подготвува писмо, Венко Филипче подготвува писмо до европските институции, до евроамбасадорите во земјата, до Европската комисија, Советот на НАТО и така натаму, за како што тврди системското демонтирање на евроатлантската единина на државата. И ова вика СДСМ вели го представува како обид прашањето за македонската интеграција да го изнесе надвор од дневно-политичката пресметка и да го врати во полето на стратешкиот државен интерес. Значи, СДСМ со писма ќе ги известува европските челници, амбасадори и така натаму дека власта системски намерно ја демонтира евроатлантската единина на државата. Видете, легитимно, СДСМ е политички субјект кој што си има своји идеи, своји ставови и тие ги пласира и во јавноста и кон меѓународна заедница, вклучително и кон Европската унија. Дали тие ставови се добри за државата, дали се добри за граѓаните и за мнозинскиот народ во Македонија, тоа е друго прашање, вредно е да се дискутира. Но тоа е поентата, дали се тие ставови вредни за нас? Па видете дали е ставот... Легитимно, јасно ми е дека вие може да пишете што сакате да кажете. Дали и ставот на Христијан Мицкоски, премиерот на оваа држава, е добар за овој народ, исто така Исто прашање. така, Се треба да биде предмет на една здрава дискусија, не треба да се бега, нити треба да биде тоа нешто страшно, баук или да биде проблематично. Јас не гледам ништо проблематично. Впрочем, СДСМ постојано од 1991 година има таква некоја агенда која што се сведува на блиска соработка со меѓународниот фактор, дали е тоа Европска унија, дали е тоа НАТО и прилагодување кон условите кои што се наметнуваат на Македонија и прифаќање на истите за да се дојде до прогрес во тие така наречени евроатлантски интеграции. Мислам дека без разлика на каква е состојбата сега во односите Скопје-Софија, ние треба да работиме и прагматично. Што имам на ум? Видовте дека притисокот на Грција долги години траеше, меѓутоа кога дојде до така наречена спогодба, се откочија некои процеси во смисла на соработка на енергетско поле, во соработка во економијата, инвестиции и така натаму. Дајте да видиме ние да соработуваме со Бугарија и повеќе и на тоа поле. Впрочем, сега црни денови се пред нас во Европа и во целиот свет заради оваа криза во Иран и во заливот. Дали ние може да соработуваме? Да бидеме попрагматични. Не мора сега овде за ова прашање очигледно сме во некој ќорсока каде што позициите се затврстени и нема начин како да се откочат работите. Јас би сакал да се откочат, мислам дека е разумно да се договара, преговара, разговара меѓу македонските власти, па и по широката културна, политичка, историска, јавна заедница со бугарската. Меѓутоа еве да речеме дека тие се закочени. Се надам дека новата влада во Бугарија во април ќе има некои други позиции и дека нашата влада и таа влада што ќе биде политичка влада ќе може да почнат да разговараат за овие прашања што ги тиштат двете општества, двете држави, двете народи. Не природно да имаме непријател од другата страна на границата, од другата страна на ДВ Бајр, каде што историски ние сме биле во некои блиски односи, посебно во 19 век во природбата и така натаму. Неприродно беше да имаме постојано непријател со Грција, меѓутоа таа агресија беше постојана, таа агресија беше се присутна и влијаеше на нашето поимање на работите во историско правна гледна точка. Но сакам да кажам дека не мора само за ова да бидеме фокусирани прашање бугари во устав. Дајте да отвориме други теми. Култура. Дајте да отвориме. Впрочем, на времето имаше гостување на бугарски композитор во Македонија. Да. Па и председателката отиде во Софија на опера и така натаму. Дајте да ги изголемиме контактите, бидејќи на крајот на денот, какво и да биде решението, ќе се случи она што се случи со Грција, да ги зголемиме, интензивираме односите и да дојде до некој вид на добрососедска соработка. Да се надеваме дека решението што ќе го избори оваа влада ќе биде поволно за Македонија, односно нема да трпиме некакви реперкусии во однос на идентитетското прашање. Меѓутоа, тука, како што многу пати сме зборувале на оваа емисија, главен е тој втор записник од меѓувладините седници, односно тој така наречен втор протокол, и не би го повторил истото прашање, постојано сме го дискутирале. Но професоре, гледате што се случува, додека светот буквално е во состојба на стрес поради она што се случува во заливот, ние овдека
не ги релаксираме односите, а да направиме паралела со српско-хрватските односи, оној фамозен процес Брдо Бриони во кој што учествува и Македонија. Впрочем, токму сега беше откажана средбата на највисоко ниво затоа што Зоран Милановиќ, претседателот на Хрватска, не сака да го викне претседателот на Србија Александар Вучич. Токму сега на српските телевизии одеше дека односите меѓу двете земји се најлоши практично од почетокот на меѓудржавните односи меѓу овие две земји. Велам токму сега. Ние исто така со Бугарија имаме една нерационална ситуација. Во овие критични моменти 10 пати попаметно е било некако да соработуваме. Тука цело се согласувам, меѓутоа ние на балкански начин успеваме некако баш кога е најлошо и ние да додадеме помалку. Не требаат луѓе со пошироки видици на Балканот, и во Србија, и во Хрватска, и во Македонија, посебно во Бугарија сега. Затоа што ние сме толку минорни и толку небитни во рамките на Европа, а камоли на светско ниво, што навистина е смешно што не можеме да соработуваме и да ги користиме нашите заеднички предности да напредуваме и економски и политички во рамките на Европа и во светот. Замислете колку би било подобро да се обединети сите мали држави кои што беа во рамките кои што се во рамките на Балканот и што беа голем дел од нив дел од бивша Југославија. Замислете да има единство како што имаат вишеградските 4. Например. Или па како што балтичките имаат единство. Но секој секогаш ќе најде доказ дека тој другиот, односно соседот, е тој што ги прави проблемите. Тој тоа ние не успеваме тој балтички принцип да го постигнеме или скандинавскиот или не знам. Едноставно ние не успеваме да најдеме заеднички јазик. Имавте тука и гости кои што на пример зборуваа за посебноста на норвешка и посебноста на норвешкиот јазик во однос на Игор Радев го зборуваше тоа, да. Така е, што е на некој начин за наши услови би било спектакуларен чекор напред. Историјата да се ја третираат историчарите, лингвистите се разбира може да зборуваат за јазици, дијалекти, континууми на дијалектни форми, меѓутоа официјалните јазици се тие не би требало да бидат спорни. Да остане во академска расправа. Но потребна е расправа, поентата ми е таа да зголемување на контактите, прагматично делување во однос еве на пример на коридорите кои што се градат или не се градат кон источниот сосед, па кон западниот сосед и така натаму. На тие теми да десуваме како да најдеме начин нашите економии да бидат на заеднички пазари да одат или пак извозот од оваа земја да биде во другата во позитивна насока и обратно, да зголемиме трговската размена. Тоа да бидат темите, ако веќе за овие не би можеле моментално да се договориме. Да. Раби, сакате да дојдете нешто нова тема или да свртиме нешто друго? Не, само да потенцирам. Делот на коридорите треба да се скористат. Па еве ги градиме. Барем од наша страна тоа е во ред, ама ние не сме страна што иритира. Значи, ние како Македонија не е таа страната што иритира моабитите, што ги вади овие работи и иритира. Се знае дека другата страна иритира затоа што нема со што друго да се занимава, затоа што значи македонецот по природа не оди да провоцира проблеми дали со Бугарија, дали со грците. Значи ако гледате на социјални мрежи, на било каков вид на дебата, секогаш они се почнат тоа да го прават. Во други зборови не го остават македонецот да живее во мир. И затоа ние треба да фокусираме на тоа што ние го имаме заедничко. Сега еве имаме некоја голема закана што доаѓа, да кажеме еве економска од последиците што војна од Блиски Исток. Би требало сега фокусот да биде заеднички како се решава тој проблем, затоа што во одреден момент сите други европските држави ќе се затварат секоја на себе и ние ќе бидеме вака изложени. И затоа треба еве на време да фокусираме на заеднички работи, заеднички решенија за овие проблеми што не чекат сега. Прилично сте пацифистички расположени. Вечерва тоа ми се допаѓа. Ајде да прокоментираме нешто околу изборот на новиот државен јавен обвинител, господинот Ненад Савески. Веќе избувна цела војна во врска со неговиот избор и со првите чекори што тој ги направи, односно повторно се да само Венко Филипче вели дека на дело е директна партизација на правосудниот систем и го обвини практично Ненад Савески дека е маша во рацете на ВМРО-ДПМН, иако премиерот вели дека тој не се мешта во обвинителството. Факт е дека Савески направи неколку чекори, меѓу другото и ги повлече овластувањата на дел од обвинителите со тоа што, например, и Ленче Ристоска, фамозната некогашна обвинителка на САЈАО, ги изгуби случаите Тали 1 и 2, ако не се лажам. Професоре? Мислам, истото важи и за
Венко Филипче, не треба да се меша, не треба да коментира, да остави да се работи, сепак имаме нова ситуација, ново избрано лице кое што има своји идеи за реформи. Би било фер да му се даде еден период, нели, и за влада се дава грејс период, па потоа се критикува. 100 дена барем. 100 дена. Савески не доби ни недела ден. Да, мислам дека претерано се политизираат работите. Вистина имаше пропусти во минатото. Сега треба да бидеме оптимисти, да се надеваме на подобро и да му дадеме на овој човек да сработи нешто, па потоа да коментираме. Толку би можел да кажам сега. Така е. Раби, можеме ние да излеземе од овој фамозен круг на политизирање буквално на се и се што? Во оваа држава вие не можете чаша вода да се напиете без некој да најде некоја политичка конотација во тоа. Еве сега професорот се напи вода, можеме да му најдеме дека тоа значи не знам што. Нема сега ако црвена чашата. Што ли значи тоа, да? Не, ова е култура, ние за жал се доведено тоа и дури го каков маркет одиш да се спазариш. Ако одиш кај овој, тогаш си со овие. Ако одиш сега да не ги именувам јас маркетите. Така е, банализирано, но тоа е тоа. Не само но тоа, дури на етничко ниво, што е нешто што е да кажеме наивно и многу. Треба, видите, го збориме тука многу пати. Што сака народот, без разлика на прво тоа темата со етника и со вакво и со тоа е стара тема, веќе не треба да ја збориме. Сите треба да имаат поубав квалитет на живот, треба да имаат повисок стандард, треба да бидат задоволни, треба да бидат среќни. Кога се задоволни и среќни, после не се занимаваат кој е ни имења на министрите, не треба да се занимаваат кој е. Тие што немат, значи вака трендот ни кај нас за жал е имаме дел тука, да кажеме, мерзливност во генералност, луѓе помалку сакат да работат, повеќе сакат да се занимаваат со политика и така натаму и затоа се дојде тоа до израза. Ако секој стварно гледа ефикасноста и да работи, барам 8 сати на ден да фокусира на тоа што го работи, нема да има време да политизира ништо. И ова порака, еве го кажувам, затоа што многу губиме време, не работиме. И сега, неработението и мерзливоста ствара геп, простор, празен простор, со што ќе се полни за вакви моабити, затоа се политизираат се. Ама имаме многу побитни работи. Сега на вистина нема време, ни гази времето, особено со тој проблемот сега со Блиски Исток, што знам дека понатаму ќе збориме. Да. За ова, ама проблем е. Уште едно прашање за вас, професоре, бидејќи сте универзитетски професор, многу се разговара околу промените во Законот за високото образование. Има еден прилично голем судир на релација меѓу министерката и дел од вашите колеги и професори, кои што наоѓаат дека некои од точките во законот се проблематични, премногу се очекува. Впрочем, од професорите, вие се чувствувате загрозен од новиот закон? Јас лично секогаш сум ги исполнувал сите услови кои што се сега запишани во законот. Вие објавувате трудови цело време, верувам дека и во тие што се неопходни меѓународни, меѓутоа сепак, мислите дека се ова преголеми залаци за нас? Знаете како, јас и кога предходната влада на Никола Груевски се обидуваше направи реформи, имав изјави каде што кажав малку се треба и повеќе реформи. И сега тврдам дека ова е само мал дел од реформите што треба да се направат, односно реформите во образованието треба да бидат и во основното, и во средното, и во стручното, и во високото образование. Сега, околу стандардите, тоа е навистина прашање кое што е предмет на дебата, која што впрочем ја имаше секаде на сите универзитети и факултети. Така што овој закон се носи со една голема доза на консултативност со академската заедница, која што е најповикана нели да коментира. Мислам дека конечната верзија може и да претрпи измени заради тоа што е предмети на политика и на пратенички интереси, на пратенички визии и така натаму. Но во секој случај нам ни требаат солидни стандарди, бидејќи сега за сега науката наша не произведува ништо. Односно, нашето образование не со честни случоци, сега да не испадне дека сите ги ставаме во ист кош. Значи, нашето образование произведува премалку квалитетни кадри со квалитетни идеи, а да не зборуваме за тоа колку се вршат нови истражувања, колку има нови патенти, колку има нови модели кои што се нудат на така е, професорно продвојите секогаш дека нема доволно пари. Па сега, нема доволно пари, зависи кој како ги гледа работите. Дали има или нема пари е прашање во однос на, например, просечна плата на граѓаните на Република Македонија. Во однос на колегите кои што се во слични академски институции во регионот,
каде што горе долу може да се споредуваме. Сега ние не може да споредуваме со плати со Шведска и Скандинавија, можеме со овие соседни земји. Трет аспект би бил да плата, меѓутоа во секоја капиталистичка, ние сме капиталистичка држава, односот се сведува на тоа вие треба да ми дадете нешто, инпут, производ, работа, за да добиете награда, хонорар, односно плата. Така што системот генерално потврла во однос на евалуацијата на спроведеното, и не само во однос на тие трудови за кои што малку зборувавме, туку и во однос на резултатите кои што се во рамките на очекувањата и оценувањата на студентите. Класичните евалуации за работата на професорот, например, Раби Седрак, ако го земеме дека е професор, се такви што вршат евалуација. И колегите врши евалуација и надворешна комисија, врши евалуација и студентска комисија. Значи, јас мислам дека тука ние имаме голем проблем. Да, може некој се жали од академска заедница, слаба е платата, може би е слаба да речеме, не знам во други земји какви се, но треба да се гледат и резултатите, зашто на крајот на денот може да имате и професори со многу трудови, со многу признанија, многу меѓународни трудови, меѓународни конференции, па и некаде во науките кај што тоа можно со нови изуми, патенти и така натаму, кои што имаат иста плата како Раби, кој што само си предава и ништо друго не прави. Што е исто така случај. Мислам Раби ја земен сега како пример. Да. Што Раби е случајно земен како пример, намерно би рекол од професорот. Добро, ајде да се префрлиме малку на она што се случува, а исклучително важно во светот, драматични, јас би рекол, дури моменти. Дали НАТО е во опасност? Раби, ќе почнам од вас. Рафална стрелба, буквално од САД, од Доналд Трамп, председателот на САД, од Марк Рубио, министерот за надворешни работи, односно државниот секретар, дека НАТО практично за САД ќе ја губи својата потреба за постоење. Велат, ако вие не сакате да се придружите во војната против Иран, кога нас ни е потребно, зашто би требало ние да ве браниме вас, иако тој однос би требало да е партнерски. Од друга страна, од Франција стигна еден одговор, една министерка, ако не се лажам, вечерва рече НАТО е Евроатлантски сојуз со цел да го штити евроатлантскиот простор. Ормускиот теснец не е евроатлантски простор и што бараме таму? Да, точно, тоа сакав да почнем да го кажам. Значи, прво, да кажеме дека нема никаква опасност тука на НАТО, во смисол дека нито една држава не е загрозена од НАТО. Има напад врз НАТО, тоа прво. Второ, нема напад врз државите што се членови на НАТО, затоа што тука нели беше почна од страната на, да кажеме, САД и Израел, не почна обратно да бидат нападнати. Третата работа, нема никаков тука ни ризик, ни план, ни шпекулации за распадот на НАТО, тоа нема да се случува. НАТО стои стабилен, на solid ground, на стабилна, да кажеме, нема никаква опасност од тоа. Од другата страна, мораме да се пофалиме, да кажуваме дека ние благодарение дека ние сме член, земја членка на НАТО, ние си доживуваме или уживаме во одреден вид од заштита, иако не е јасна на сите во моментот како во моментот кога има каква војна во Блиски Исток, ние сме под заштита и на многу на различни слоја, дали од сайбер аспект, ние сме дел од тоа Cyber Shield се вика, што ја брани, да кажеме, cyberspace на cyber простор на Македонија. Во исто време има и алатки што слични на алатките што ги има во ЕУ за земји кандидатски, кога стана збор за во моменти на кризи, како програмите на цивилната заштита и така натаму во моментот на војни, дали сега за енергенците за друго, така да ние од тоа сме покриени, да кажеме, и 100%. Сега гледаме изјавите од земјите членки на НАТО во Европа и надвор од Европа, еве како Канада, ама сега фокусот ни е на овој континент затоа што сме тука. Се гледаме таа тенденцијата или трендот
дека сите, дури и Англија кажала дека таа не е нашата војна. И тоа морам тука да... Но не само тоа, Шпанија, Италија, Франција практично забранија прелети на американските авиони, односно слетување во нивните бази. Не само тоа, дека бе забранили исто повлекувањето на системите на Петриот да бидат повлечени за корист во Блиски Исток. Тоа денеска Полска се случи. Полска одби да ги даде своите. Одби тоа да го дава, и не само Полска, има уште 2-3 држави. Сакам да кажам дека тука има вид од согласување помеѓу сите европските држави дека ова прво не е нивната војна да се инволвират. Тука се игра на моментот дека сите се погодени од ова војна, да, погодени сите ќе бидат погодени економски заради тоа што го збориме тука на политиката на нет зеро, што ја уништи индустријата во Европа, и благодарение на тоа ние сега ќе имаме кризата, да биле уште нуклеарните реактори активни во Германија, нема да имаме денеска тој момент каде ризикуваме да нема струја, да нема производство на струја и достапноста на енергенците после овие санкции и да кажеме прекен што го направи Европската Унија кон Русија, што не можеме сега да ги добиеме. Тоа може да го гледаме во изјавите на лидерите на Европа, што размислуваат пак да отворат, да кажеме, канали на преговори со Русија за купување пак на енергенци. Значи, ова во било каков момент има во историјата периоди кога беше Египет и Израел биле во војна, биле на да кажеме на брегот да се случи нешто што не е во ред, а исто време размената на природниот газ помеѓу двете држави, затоа што Израел го има како во сурова како материја, Египет има станиците на втечнувањето, течеше бизнесот и оди без никаква Business as usual, нема проблем. Business as usual, нема никаков проблем. И сега овој модел треба да се премени во Европа исто, тоа што и сега благодарение на овие двете политики со санкциите со Русија на енергенците и со нет зеро, ние очекува за 3 месеци еден огромен, да не кажам катастрофа во врска со енергија во Европа. Ова е прилично реално што го кажувате со оглед на фактот дека и неодамна директорот на Shell рече дека ситуацијата е навистина тешка и дека за кратко време, односно отприлика еден месец рече, тој би можел да снема бензин во Европа, и сега излезе една исто така информација дека некаде до мај најдосна Европа ќе се соочи со недостаток на дизел. И сега, има тука стандардни мерки или стандардот, што ви кажува, на пример, треба да има одредена количина на резерви на нафта, на дизел, на тоа, што треба да биде во секоја држава. Добро, тоа се државни резерви, меѓутоа и тие имаат релативно краток обем, 3 месеци максимум, ако не се лажам. Видите вака, 6 дена се стандардот на тоа, ама исто, има НАТО стандард, што вели дека треба да биде скоро 90 дена, а тука вреди исто да се спомнува тоа, дека во Македонија, ако имаш за 62 дена, или за 60 дена, или за 59 дена, тоа ќе има многу критика, например, сега од други страни во државата, и кажува, нема е доволно, не исполнуваме стандардот на НАТО, ама еве да кажам, во соседните држави наши имат испод 23 дена, во другата држава има испод 50 дена, така да е алармантна е ситуацијата во нашите во државите што се во околината наша. Тоа става Македонија во една, да кажеме, по-напредна или по-предна позиција отколку овие држави што се во околина. Што е утеха некаква, ајде да речеме. Не, тоа е многу добро, тоа значи ние, видите, ние на краткорочно, на ниво на отпор или на резилиенс, ние сме супер. На ниво на гасење пожар, на ниво да менеджирањето на моментално. Менеджирањето е правилниот збор, добро? Ама понатамо тоа ние сме тука малце тешко ќе не биде. Но ќе биде тешко за сите ако остане вака. Ама и ние повеќе, затоа што ние зависиме многу на увоз на енергијата, импорт. Зависиме многу немаме голема индустрија, немаме свој производството на храна и така натаму. И тој моментот тука што, ама на сега на краткорочно, да кажеме на наредните, да кажеме 40 дена, 45, 50 дена ние сме окей. И ќе можеме да тој премиерот го гарантираше дека е така, дека е ситуацијата стабилна. Да, дефинитивно. Меѓутоа ако ова продолжи, веќе имаме проблем. Морам да ја прашам, професоре, дали се сад во право според вас кога сметаат дека се предадени од Европа? Затоа што од друга страна да не заборавиме, очигледно ова авантура против Иран, што ја направија САД и Израел, според европските главни ликови, започнала без дивно знаење, малтене, туку сад практично не ги не известиле што ќе направат. Ќе кажам, меѓутоа прво да споменам дека македонската економија ќе биде една од најизложените на удари доколку оваа криза потрае, а оваа криза трае и ќе потрае со сигурност.
Сигурен сте дека ќе потрае. Бидејќи повторно сега имаме некакви многу е тешко да се следи ова. Сега знам дека влегувам во збор, меѓутоа во еден момент председателот на САД вели речиси да завршивме работата, кај да ја го завршуваме конфликтот за некој ден. Најмногу за 2 недели беше последната изјава. Сега, буквално пред неколку минути дојде информација дека САД немаат намера да излезат од овој конфликт додека не биде за сигурно отворен Ормузскиот теснаш, што ќе биде проблематично бидејќи Иран го контролира очигледно. Значи, без разлика, Драган, без разлика што може да се случи или што ќе се случи, последиците ќе бидат долготрајни, бидејќи, на пример, најголемото гасно ѓалиште кое што го делат Иран и Катар беше погодено. Прво израелците го погодија делот кој што мислам само третина го користи Иран, а потоа иранците возвратија гаѓајќи го делот што го користи Катар. И Катар рече дека ќе им треба 3 години да го реновираат, да го способат да може да извезуваат како што извезуваат до денес. Тоа е веќе сериозен удар. Да не зборувам и за сите оние танкери кои што не ги донесуваат количините на нафта ширум светот и борбата за секој поголем обем на достава на нафта помеѓу азијските и европските купувачи, каде што моментално азијските победуваат. Значи и утре да заврши, утре по некое чудо Трамп и кој да е сега на власт во Иран да се договорат, последиците ќе бидат долготрајни и тука кажувам македонската економија која што е економија од отворен тип, економија која што извезува, економија која што има тука фирми во слободните зони кои што извезуваат, има големи ризици и според Светската банка заедно со Молдавија една од двете најизложени на удари, најфрагилни практично. Тоа е една работа. Кажа исто така и Раби дека имаме проблем околу безбедноста што се однесува во однос на обезбедување на храна, безбедноста која што се однесува на тоа дали вие утре ќе имате производи кои што се неопходни за граѓаните. Од каде ќе набавувате жито, житарици? Гледаме дека не само нафтата и гасот се под удар, туку и така наречените фертилайзери, односно ѓубрива, ѓубрива. Денеска, ако не може да посадат нашите земјоделци, која жетвата ќе биде, ќе нема. Значи, многу производи ќе немаме во иднина. Така што, сериозни ќе бидат предизвиците, во ред да бидеме уверени дека ова е точност што го кажува Раби и што го кажува и премиерот, но мораме да сме свесни дека сега е моментот да се организираат целата експертска јавност и да се организираме, како што кажав, можеби најдобро заедно со соседите и со Србија и со Бугарија и со останатите да видиме кој како што може да помогне во случај да имаме најлошо. Впрочем, ние имаме и проблем со физичката безбедност затоа што на пример Иран се закани на Бугарија. Добро, така е. Сега ние конкретно немаме и Албанија не стои многу убаво во тој смисол. Албанија знаеме зошто заради тие ирански опозиционери, меѓутоа ние сега немаме конкретно на нашиот аеродром преточување на танкирање на американските војни авиони, меѓутоа генерално сме во периметерот на американската. Некои се подсмеваат Бонд стил е доволно блиску. Плюс Бонд стил е доволно блиску, се разбира. Значи ние треба сериозно да сватиме состојбата и да не спиеме, туку да сме доста алертни, што би се рекло. Сега во однос на предавството дали е предавство? Видете, САД и големите европски сили немале секогаш исти позиции во надворешната политика. Се сеќаваме на обидите да се продаде една приказна дека Садам Хусеин има хемиско-биолошки оружја и да се потегне втора инвазија на таа земја, каде што големите европски држави не ги поддржува, па ако се сеќавате во Конгресот, во ресторантот, бидејќи Франција беше против, наместо Френч фрајс, односно помфритот кој што тие ги вика фридам фрајс, односно компирчиња на слободата. Така што не е прв пат да се разидуваат, меѓутоа ова е многу посериозно бидејќи имаме председател кој што доста нестабилен во своите потези, изјави и акции и кој што впрочем дури најавува на пример повлекување од НАТО, а самиот Конгрес со 2/3 мнозинство може да ги повлече Соединетите американски држави од договорот за членство во НАТО. Но да се сетиме на анегдотата и тука би ја завршил поставеноста на моќта помеѓу силите, зошто постои НАТО да русите да не бидат во Европа, американците да бидат во Европа, да доминираат, а германците да се под нивната чизма.
Отприлика тоа е тоа, меѓутоа теоретски. А вие не верувате и двајцата во таа можност, кога теоретски би излегле сад од НАТО, би постоело ли НАТО воопшто? Да. Сега, вака, значи. Знам дека размислуваме вака на отворена тема, меѓутоа зашто да не? Треба едноставно да зголемуваат. Ние сме таму, ние сме дел од НАТО сега, тој тоа. Зголемуваат учеството во сектор на одбрана од секоја, да кажеме, ЕУ држава. Ама едно е да се вложува во одбрана, сосема друго е да се учествува во некоја војна, во која што можеби не верувате. Видите вака, Европа сме го кажале тука многу пати. Европа е слаба, Европа нема капацитет ни способноста, значи единствена суверена држава во Европа што има способноста да војува е Франција. Франција, добро, јасно. Озвен Франција не ниту Англија. Англија не може да пука еден коршун без заменот на Америка, сега односно да кажеме нуклеарните ракети и така натаму, и затоа Франција сега се нуди да го прави тој нуклеарното или чадор, што сака да го порudi да биде францускиот, они што го имат. Но реално, на, да кажеме, воено ниво, Европа не може сама, да можеше сама, ќе заврши работа со Украина, мислам дека побрзо отколку еве 4 години до сега ништо не се случи. Но пак се враќам на тој проблемот таму. Ние си имаме веќе, кажавте сега дека имаше изјава дека нема да се повлечат сад од таму се додека не се одвора теснецето. А па 2 сати пред тоа истата изјава излезе, кажеше дека ние ќе се заврши војната, ќе се повлекуваме ние од таму и оставаме кој сака од европските држави да зема нафта, нека оди таму и нека прави ескорт на танкерите. Но се тоа делува малку и несериозно, морам да признам. Сега, тие овие пораки, се пораки, да кажеме, имат политичка цел, имат цел, еве, сега зборот не знам дали точно, или за пропаганда, или за... Има пораки тука, тоа поштени пораки. Тие пораките затоа што таму имаш две системи. Имате системот на, да кажеме, што председателот и држава тоа во Иран, а имаш и револуционарна гарда, што се е сосема друго тело. И тука гледате дека има размена на одредени пораки помеѓу САД и помеѓу Иран како држава, ама има и други пораки излегуваат од револуционарната гарда што е во Иран. Сметате дека постојат тие фамозни тајни преговори на кои што се повикува постојано председателот Трамп, наводно во Пакистан? Иранците негираат се. Тие велат не сакаме да слушнеме. Во овој момент нивниот став е исклучително радикален. Не сакаат воопшто да разговараат за идејата за примирие, тие имаат некои своји услови. Од друга страна се инсистира дека во Пакистан и тоа како разни тајни средби се случуваат. Значи, средбите, пораките, размената на идеи, тоа се случува преку Пакистан, а не само преку Пакистан, се случува исто преку Египет, затоа што Иран, освен со Египет и со Пакистан, не сака да разговара со никој друг. Зошто? Затоа што имат, и сега, ова е нешто врзано со верата. Сега, Иран главно се шиити. Така е. Пакистанците не се шиити. Не, ама имат и шиити таму. И сега, шиитите што се во Иран, они им еден тип од шиитите што верува дека треба да има, сега не сум експерт по вера, ама треба да има како 12 попови или 12 оджак. Добро. На тоа. И број 12 ќе биде од Египет. Аха. И тука има релацијата. А релацијата е исто, дека Египет беше шиитска држава во време на Фатимидите. Беше шиитска држава и во моментот кога дојде Саладин после тоа се трансформира држава. Добро, тоа е пред многу години, пред многу векови. Ама, сакам да кажам, има тука некоја историска врска. А Египет е единствена држава од целиот Блиски Исток што нема ниту една американска база. Тоа број 1. Иако американците даваат многу пари на Египет за оружје. Не, и сега, не даваат, тоа не пари, не помош. Тоа дел од Кемп Дейвид, така е. Преговорите што се случи помеѓу Египет и Израел и Јордан во 78, каде договарано дека треба секоја година добива 2 милиарда како дел од тој договор. Што се големи пари? Ама тој 2 милиарда се има друга олога, да се гради видот од, да кажеме, заеднички процес на мир помеѓу Египет и помеѓу Израел. Сакам да кажам дека единствена држава што нема американска база, каде не може да биде погодена од страната на Иран или да може да представува закана да оди да напаѓа Иран од таму. И сега Иран, од сите други држави што околу незе гледа во Египет како да кажеме reliable partner, значи прифатлив и како држава што може да зависи на незе. Втората работа, Египет има најголемата војска во Блиски Исток. И гледаме дека на Египет
на Пакистан, на Турција, и тоа вреди, мислам дека го спомнав тука, не им одговара да се има никаква промена во Иран. Затоа што било каква промена во Иран, ако да кажеме Израел беше насочена, да кажеме 60% или 50% од незината сила кон Иран, а 50% кон Турција и Египет, што они ги гледа како закана, денес как со вниманието на режимот во Иран, она ќе насочува 100% незината машинерија и сила против Египет и против Турција. И затоа не одговара на нив промената на режимот. И кога Иран го гледа тоа, гледа што дека со овие држави морам јас да пуштам пораки, да имам одреден, да кажеме, план за мир или за ceasefire, како прекин на огнен и така натаму. Добро, инаку еве една информација која што сега дојде пред малку, за неколку часа Иран вели ќе објавиме важно писмо од нашиот претседател до американската јавност. Ова е интересно, не знаеме за што се работи, меѓутоа претседателот на Иран ќе објави важно писмо до американската јавност, ќе видиме, ќе следиме што тоа значи. Во меѓувреме некако е занемарена ситуацијата во Украина, каде што војната во полн ек продолжува. Русите повторно се во позиција да напредуваат на бојното поле, иако сето тоа е повторно многу споро. Од украинска страна, се извинувам, дојде еден предлог за великденско примирие, меѓутоа русите промптно го одбија. Едноставно не сакаат такво нешто. Таму се случува компликување на состојбите и фактички таа војна е најмодерната војна што може да се случува во светот. Зашто станува збор? Имате класично војување со авиони, со топови, тенкови, со пешадија и новото војување кое што е многу зависно од употребата на дронови. Во моментов во сите, на скоро сите фронтови во Украина, почнувајќи од тој во Донбас, таму околу Суми и Харков и во Запорижје, како го викаат украинците, постојат така наречени зони на смртта, каде што не е возможно да се напредува ни со техника, ни со човечки ресурси, во еден радиус околу 20 километри фактички изложени сте на стравични губитоци на човечка сила и на техника заради употребата на дроновите. Што значи дека се напредува многу побавно отколку во првите години во војната, па дури и пред она што беше пред 6 месеци. Она што е напредок може да значи дека групи од 3-4 војници се обидуваат наредната кота, како да се изразиме војно, да сега не знам, да ја освојат во смисла на наредната куќа, шупа, зграда, што и да е, пред да бидат изложени на удари од дроновите на непријателот. Во таа насока Украина постигнува успеси, бидејќи ситуацијата на фронтот е доста комплицирана за руската армија, а од друга страна успеваат со нивните дронови да погодат стратешки цели на Русија, кои што, например, сега се битни и за Америка и за Трамп, бидејќи во недостаток на нафта ги трнаа санкциите американците на русите, а од друга страна нивните украинци, кои што тие ги поддржуваат во таа војна прокси со Русија, сега ги гаѓаат оние пристаништа и рафинерии на русите со кои што тие би можеле да дополнително да го снабдеват светскиот пазар со нафтени деривати. Така што, да, генерално земено руската армија напредува, но сега тоа е доста комплицирано прашање и всушност се сведува се дали Украина може да го издржи финансиски и со војна техника притисокот, бидејќи знаеме дека финансиски не стојат добро, дека зависат од европските пари сега, а Европската унија не успеа да го одобри најновиот заем од 90 милиарди евра, кој што им е потребен час поскоро, по некои проценки до мај веќе ќе бидат без основни средства да исплаќаат пари, плати. А американското оружје се преусмерува кон Блискиот исток. Сега тоа е парадоксално, што оние пари кои што европјаните ги платија на американците за да овие ги испорачаат и патриоти, и ракети и секакво друго оружје на украинците, американците велат добро, тоа ќе го направиме, ама подоцна бидејќи нам не треба. Сега имаме други приоритети. Така што големи тензии постојат генерално меѓу Европската унија и Соединетите американски држави и тие ќе продолжат и во иднина и ќе бидат многу видливи за 2 недели кога ќе има избори во Унгарија, бидејќи Трамп и
J.D. Венц го поддржуваат Виктор Орбан се кандидатот, разбира, да. односно сегашниот владетел на Унгарија Виктор Орбан, а Европска унија со сите земји, освен можеби Словачка, ги поддржуваат таа позиција. И овие избори ќе бидат најважните во Европа оваа година. Да, тешко е да се прогнозира што ќе се случува тамо. Анкетите покажуваат предност на опозицијата, меѓутоа унгарскиот систем е специфичен. Не е така. Значи треба да знаете политиката во Унгарија. Во Унгарија има, како што овдека имаше на времето во оние тензични времиња, институти про ВМРО да речеме, по СДС. И во Унгарија има институти кои што се про Фидес и про ТИСА. Институтите кои што се блиски, односно агенциите кои се занимаваат со јавно мислење, истражување на мислење, блиски до ТИСА, лиферуваат анкети кои со неверојатни бројки на предност на ТИСА, дури и до 15%, а потоа Пошто ги пренесуваат сите медиуми, тоа Европската унија, односно медиумите кои што се генерално во полза на ТИСА ги пренесуваат во пошироката јавност. Меѓутоа, она што го знаат луѓето во Унгарија и тие што следат унгарската политика е дека другите анкети не покажуваат таква предност на ТИСА, дури покажуваат блага предност на Виктор Орбан, така што овие ќе бидат многу неизвестни избори кои што ќе имаат големо влијание на едината идеолошките дебати во самата Европа во однос на многу прашања каде што се студираат Брисел и Вашингтон. Ќе ги следиме, се разбира, бидејќи ние имаме релации со Унгарија прилично добри, сега кога ќе следиме таа состојба, уште едно прашање за вас, Раби. Доналд Трамп најави дека по завршувањето на ово што се случува со Иран и со заливот, следна е Куба. А во исто време се погласно се зборува дека до 2027 година кинезите конечно ќе се одлучат на ваков или онаков начин да пенетрираат на Тајван. Следуваат ли тамо големи работи? Не, слободно, професор, и за вас. Меѓутоа, Раби, некако одам поред. Пак ќе кажам истиот мој наративот што ви го кажав тука прошлиот пат. Значи, иако да, кажа председател Трамп дека е за мир и за се и дека нема да има војни и се случува. Добро, ништо од тоа е. Но сакам да кажам дека фокусот негов е западната хемисфера. Фокусот негов е да го прекени, да кажеме, нафтата и енергијата на Кина. Кина зела од Венесуела, земе од Иран, земе од Русија. Сега тешко дека ќе зема. Да, така и затоа ако бомбардираат тие производството на нафтени деривати во Русија, тоа направено намерно за да спречи тоа да стигне до Кина. Ако не може да војува против Кина, тука барам ќе забрани да стигна до незе енергенци. Тоа е преко Венесуела не може, преко Иран. Сега има многу голема битка, тоа вреди да се спомна. Значи, тамо поминуваат околу од 110 до 140 танкери секој ден поминуваат тамо. Иран бара не рекет Патарина. Добро, рекет. Интересен збор избравте. Добро, да. Не рекет, Патарина е практично, да. За да поминеш. Да си платите за да поминете. Да плаќаш $2 милиони. $2 милиони пута 140 или пута 100-200 милиони на ден. Тука се приближи до приходот што го прави, например, Саудиска Арабија од производството на нафта, ако произведува со 6 милиони барелс на ден. И сега, крајот на тоа, како што еднаш го спомнави, го ставив тоа на маса како опција. Значи, сад ќе се гледа со западната хемисфера, ќе постави Израел во Блиски Исток да биде како полицаецот. Кина тука ќе ја помогне некако Русија, за да Русија да биде тој полицаец, да кажеме, во Европа, да се врати на незината позиција, и битката големата тука помеѓу Америка и помеѓу Кина. И затоа не е да кажеме, веќе илузија или нешто што може во било кој момент Северна Кореја да направи инвазија на Јужната Кореја со повлекувањето на батериите и на одредена опрема. Не, ставам на маса теоретски дека со повлекувањето на војната опрема од Јужната Кореја, тоа се случи сега. Тука знаете како се наоѓа Северна Кореја, дека може да влезе во било кој момент таму. Па тие воопшто не ја признаваат Јужна Кореја, тие сметаат дека една Кореја има. Дефинитивно. Што впрочем е и точно ако бидеме реални. Кореја е навистина една. Дефинитивно. И од другата страна имаме и во Тајван, кога повлекле таму носачот на авионите и други, да кажеме, дел од американската морнарица и која го штити островот. Прашањето, да кажеме, е на време кога Кина ќе се земе Тајван. Може они договарале помеѓу нив, ја ќе се земам Тајван, Русија да зема делови од Украина и еве завршуваме работа со Блиски Исток. Ова буквално како на пазар вака делува. Ама е на пазар, затоа што председател Трамп е бизнесмен. Он сака да завршува со дил, она сака да појави и да изјави некаква победа.
И сега, например, слушаме сите, еве, ќе земеме тој островот Харж. Харк, нема да го земаме. Како се изговара точно? Харж. Затоа што Харка и нас изговара ХРГ, Харка. Еве, вие знаете подобро од нас И секако. сега, таму на ова е многу мал остров. Тој се 20 км квадрати, ама тие 20 км квадрати живеат 20.000 луѓе. И сега, барем мислиме ние дека не се толку, например, паметни таму и дали Кина и што и помогна некако на Иран дека направиле некоја изненадување на американците ако таму ќе прават ќе се симнат, ќе се го земат. И сега, тоа што го гледам вака, американците кога изјавуваат дека сакат на тој остров да го земат, не сакат да го земат да контролират нафтата, туку сакат да го земат за да имат карта за преговори, да кажеме по еве, ви кажам, Кога ќе дојде момент за тоа? Не, само за одварањето на Теснеци, затоа што одварањето на Ормуз Теснец никако не е победа на САД. Значи, не е победа на САД. Што ќе продава председателот Трамп на американците таму? Не може да им продаде дека го отвориме Теснецот. Па тој впрочем беше отворен претходно, не, ама да. што добива американецот од тоа? Он веќе е безбеден во однос на нафтата и на енергијата. И затоа треба да прави нешто што може да го продаде таму. Како победа. Да. Со само за крај, професор, бидејќи бевте категоричен, рековте не, нема да има ништо. Не, па видете, целата филозофија на Кина како цивилизацијска сила не е да врши инвазии на држави. Тие 100 години чека Хонг-Конг да го вратат. И дочека. И за Макао исто така. И во принцип ќе се обидат внатрешно да ги разубедат луѓето во Тајван за да дојдат до обединување со мајката Кина. Само да го искоментирам за Иран. Иран е секогаш интересен за глобалните сили кои што имаат империалистички амбиции заради нафтата. Впрочем, првите кои што се заинтересираа за Иран беа британците, кои што се знаете дека во барање на извори на нафта на крајот на 19 и почетокот на 20 век се фокусираат на териториите што ги контролира Османската империја. Па тие се територии всушност секаде каде што сега има нафта. И кон Персија, тој обид, значи првиот е да се дојде до нафтата од британците. Тие делумно со французите договараат Сайк-Пико поделба и така натаму, да не одиме во детали. Меѓутоа, главно е дека во моментите кога Иран се обидува да биде демократски на три наврати се обидува да има демократски, и британците и американците тоа не го дозволуваат, бидејќи нив им е потребен авторитарен режим кој што на некој начин ќе им дозволи експлоатација на нафтените наоѓалишта таму. Но овој режим сега во тој смисол би им бил совршен, меѓутоа со него се во големо непријателство, американците. Американците се непријатели, но например дали се сеќаваш на онаа епизода со амбасадата кога беше заложниците во амбасадата во Техеран. Значи во тој период фактички мулите, овие што се исламски владетели на Иран, се обидуваа да им помогнат на американците, дури бидејќи во тој период студентите влегоа спонтано како еден вид анархично движење. Значи има ситуации каде што ќе соработуваат со било каков режим во Иран само со една цел да имаат контрола на нафтата или барем да имаат дел од експлоатацијата, значи може да биде тоа 20-30% за нас, 70-80% за вас. Меѓутоа, во секој случај, главната цел на САД е да се контролираат изворите на нафта и изворите на нафта кои што одат на конкурентните сили како Кина. Од друга страна, Израел нема таков интерес. Израел има интерес да го сруши Иран, бидејќи им е безбедносен непријател. Израел дури има интерес да се сруши целиот тој ГЦЦ, Gulf Council, земите од заливот, да бидат уништени во меѓусебна војна. Значи, за нив идеално би било да има меѓусебна војна, каде што ќе се ги уништат оние фабрики за одсолување на водата, кои што се нужно потребни на сите таму, и таму да биде пустиња. Затоа што во таа констелација немате конкуренти како Сауди Арабија, немате конкуренти како Иран, Катар, Емирати, сето отидено, вие се доминантни и дури може да одат на тие луди нивните идеи за градење на храмот и за проширување на Израел, големиот Израел кој што вклучува огромна територија во тој регион. Да, Раби ќе искоментира сигурно. Не, сакам да коментирам дека не заборавајте дека Бахрейн е значи 30-50 километри од Иран. Да. И во историјата колку пати Бахрейн беше изложен на вакво нешто? Многу пати. Кувајт, колку пати беше изложено, значи во моментот на тоа што го зборува професорот, тие моментот Ирак веднаш ќе го земе Кувајт ке да го враќа. Затоа што тие го смета за своја провинција, да. Во еднаш Иран ќе си го зема Бахрейнот. Веднаш Катар, сакав да кажам дека веќе има некаков такво план што е
Да кажеме, така Ќе видиме дали ќе се случи. Многу компликувана ситуација, морам да признам, мислам дека успеавме еден дел да објасниме овдека. Секогаш задоволство се разговара со вас двајца, како и да е тоа беше се за вечерва, Жидос Даскаловски, Раби Седрак, благодарам уште еднаш. Благодарам за покана. Да, поштовани гледачи, јас се надам дека убаво ги следите овие работи што ги кажуваат моите вечерашни гости, соводители, затоа што едноставно се работи за круцијални настани кои што ја обликуваат еднината на светот. Тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот се разбира репризнато издание. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.